Веќе имате на зидот најава за проповедта за денеска. Божите атрибути, но втор дел. Да не решивме да се подсетиме на Божите атрибути. Изборувавме за тоа дека Бог има атрибути кои што само Тој ги поседува. Ние луѓето не можеме да ги имаме и затоа Тој е Бог. Значи изборувавме дека има работи кои што само Бог ги поседува. Например, Бог е секаде присутен. Зборевме дека никој друг ја нема таа особина, ниту ангелите, ниту ние луѓето, ниту светците. Дури самиот апостол Павле на едно место кажува дека е во дилема, вели: во дилема сум, не знам што да правам, дали да заминам од овој свет и да бидам со Бог, или да бидам во ова тело и да останам со вас. Значи самиот Павле заклучил дека не може и на двете места. Ако бидеш со Бог, нема да си со нас. Не можеш на секаде да си. Така да, ова особина ја поседува само Бог. Исто така Бог е семоќен. Бог може се, не може нешто што Бог не може. И затоа тој е Бог. И кога некогаш ние зборуваме еви на погреб, кога зборуваме дека еден ден ќе воскреснеме и Бог ќе ги воскресне луѓето, понекогаш некој ќе се насмевне на таа изјава. Затоа што во нашиот ум си размислуваме невозможно е човек да стане од мртвите. Да, невозможно е за нас, но за Бог нема ништо невозможно, бидејќи Бог е семоќен Бог. И многу пати тој треба да не учи на оваа лекција, дури кога забораваме. Во една причина, во една ситуација тој му се објави на Аврам со ова име: јас сум Бог, семоќен Бог. И му се објави затоа што му вети на Аврам дека на 100 години ќе има дете. И кога си 100 години некако ти изгледа невозможно, си велиш: како бе Господе на 100 години дете и мојата сопруга на 90 да роди. Но тој го подсети: јас сум семоќен Бог. За него нема ништо невозможно. Денеска ќе разгледаме два нови атрибути. Третиот поред, за кој што ќе зборуваме денеска, е тоа дека Бог е сезнаечки. Тој е сезнаечки Бог. Кога зборуваме за тоа дека Бог е сезнаечки, тоа значи дека сета мудрост што постои на овој свет е во него. Всушност тој ја дава мудроста. Еве утро зборуваше Јуле дека Соломон имаше една мудрост и беше прогласен како најмудриот човек на земјата, но таа мудрост му беше дадена од Бога. И кога читаме за Соломон, да не забораеме, Исус исто самиот спомна, вели: Савската царица и луѓе доаѓаат од сите страни да ја слушнат мудроста на Соломон. Но еве рече, тука е некој што е поголем од Соломон. Сакаше да каже: вие ми имате мене, таа мудрост што во Соломон сте ја барале, јас му ја дадов. Тука е некој поголем од него, јас ја имам сета мудрост. Бог е оној кој што се знае, ништо не е скриено од него. И ако читаме во Псалм 139, ќе читаме од 1 до 6 стих, ќе видиме како тоа псалмистот го пренесува лично за него. Бидејќи кога читаме за оваа особина, минатиот пат исто така зборував, ние можеме само теолошки, можеме сувопарно, теоретски да зборуваме кои се особините на Бог. Но многу поважно е ако зборуваме за тоа што значат тие особини и атрибути за нас. Што значи за тебе и за мене дека Бог се знае. Еве како тоа го преточил псалмистот. Тој вели вака: Господи, ти си ме испитал и ме знаеш. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Ти оддалеко ги разбираш мислите мои. Дали одам или лежам, ти се гледаш. Сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не дошле до јазикот мој, а ти, Господи, веќе ги знаеш. Ти ме обкружуваш, зад мене си, пред мене си. Раката твоја е положена над мене. Се восхитувам на твоето знаење. Тоа е превисоко, не можам да му приидам. Ете, на тој начин псалмистот го опишува Божиото сезнаење. Кога велиме дека Бог се знае, практично ова значи неколку работи. Прво, тоа значи дека Бог не може да биде измамен или заблуден. Бог не може да биде дури изненаден. Замислете, не можеме да му приредиме на Бог роденденско изненадување, нели?
ајде сите ќе се скриеме и кој ќе влезе, ние ќе му пееме песна и каже, вау, колку сте се собрале, ми изненадивте. Бог однапред се знае. Не можеме да дојдеме кај Бог и да му кажеме, Боже, имам изненадување за тебе, сакам да ти кажам нешто и ти каже, леле, ова не го знаев. Не може да биде изненаден. Но исто така, доброто за нас е што нашиот Бог не може да биде заблуден или измамен. Не можеш ти да го измамиш Бог со нешто друго и да му ги замачкаш очите. Често пати ние се обидуваме да го направиме тоа со луѓето. Велиме, ќе заскриеме нешто, ќе направиме некоја уйдурма, нема шефот да знае. Ќе го прикриеме, тури нешто тука или кажи му вака, он од кај ќе знае дека така било. Ќе се јавам, јас сум на одмор, ќе се јавам, ќе кажам, шефе, болен сум. И добро, ќе нешто направам со докторот, некоја, не знам таму, потврда ќе му однесам, ќе го излажеме. Бог не можеме да го излажеме. Бог не можеме да го измамеме. Тој се знае. Постои една легенда која што зборува за Зевс, за грчкиот врховен бог. Ова е слика од него со неговата жена. Ова легенда зборува дека Зевс, кој што бил љубоморен бог, тој решавал секое дете што ќе му го роди жена му да го изеде, за да нема наследник. И ја жена му ќе роди дете, тој ќе го лапне, ќе го изеде. И така да си останувал цело време тој на тронот. Но неговата сопруга пак очајно сакала да има дете. И во една прилика, кога таа го родило детето, пред да му каже на сопругот, решила да го замени со камен. Во пелените, наместо незиниот син, ставила голем камен, го замотала со пелени, синот го скрила на друго место и кога отишла кај Зевс, рекла, еве го, твојот син што ти го родив. Зевс нормално не забележал, мислејќи дека тоа е синот, го зима и го лапнал каменот и го изел, мислејќи дека го изел детето. И на тој начин Зевс бил измамен, а неговиот наследник продолжил да живее без тој да знае. Сега, ова е само легенда, но замислете каков е тој Бог кој што можеме да го измамиме. Колку лесно сопругата го измамила Зевс и колку лесно го заблудила и тој живеел во некаква заблуда дека, еве, тој се отарасил од неговиот син. Но Бог не можеме да го измамиме. Тој е Бог кој што се знае. Сега, за непријателите ова е лоша вест. Но за нас, кога знаеме дека Бог се знае, тоа значи дека Бог те познава целосно и тој совршено може да те разбере. Затоа псалмистот, кога ја опишува Божја карактеристика, тој вели, ти ме познаваш најдобро, ти си ме испитал и ти ме знаеш. Ти знаеш, вели Боже, кога седнувам, кога станувам. Ти знаеш кога легнувам. Се знаеш за мене. И ова е добра работа. Бидејќи многу пати, кога минуваме низ тешки ситуации, зар не си се почувствувал дека понекогаш дури и најблиските не знаат ни што минуваш? Па дури и дома со сопругот и сопругата, ние некојаш знаеме да кажеме, не бе, ти не ме разбираш. Не знаеш ти бене како ми е. Нели, затоа што само јас си ги знам моите најдлабоки потреби или копнежи или проблеми. И кога разговараме и со пријателите, понекогаш и пријателите знаат да имат предрасуди затоа што не ја знаат нашата целосна ситуација. Колку пати за некој друг ќе речеме, лесно му е на негове. Он има сел, лесно му е. Има он пари, не го жали, лесно му е на него. Или убаво е на него, му се погоди жената или се погоди мажот. Ама ако го прашате, он ќе рече, нели, јас си знам како ми е, јас си знам ни што минувам, јас си знам дали на вистина се имам. Така да, ние понекогаш, бидејќи не ги знаеме сите информации, сите нешта низ кои што минува и нашиот најблизок пријател, ние имаме предрасуди. Но Бог е Бог кој што се знае за тебе. И тој најдобро те разбира. Тој најдобро те познава. Тој ги знае сите твои длабочини, ги знае сите твои проблеми, ги знае твоите копнежи, знае, како што вели псалмистот, кога легнуваш, кога стануваш. Бидејќи псалмистот вели, ти ме обкружуваш мене секогаш, ти си секогаш и пред мене и зад мене, знаеш ни што минувам. Во моменти кога мислиш дека никој не те разбира, во моменти кога ти е тешко и кога велиш,
Нема на кој да кажам, никој не ги разбира моите потреби, никој не ги разбира моите проблеми, мојата болка. Знај дека има еден кој што најдобро те познава, затоа што тој те создал и тој најдобро те знае. Има еден пример, тука баш гледате автомобил од марка Ford. Во старо време, кога на почетокот биле измислени колите и една ваква марка од првите модели, некој човек си ја возел низ градот, но во еден момент колата му се расипала. И нормално застанал да види што е, мислејќи дека некој мал квар ќе го направи, отвара, гледа буричка ваму, буричка таму, не успева, се собрале луѓе, па дури некои механичари пробуваат, сите му кажуваат пробај ова да не е, пробај тоа да не е, и никако да го направат автомобилот. И во тој момент поминал некој господин, гледал дека тие околу автомобилот се трудат, прашал што е работата, па еве расипане, неќе да пали. Човекот се наведнал, се заслушал малку, чепнал на едно место и автомобилот проработил. Сите изненадени рекле, добро, како е можно, ние се трудевме цело време, ти дојде само со едно чепкање и го направи автомобилот. Како успеа? Тој рекол, дозволете прво да се представам, јас сум господин Форд, јас сум создателот на овој автомобил. Што мислите, зошто успеал толку лесно да ја најде причината? Затоа што тој го создал. Тој е создателот на тој автомобил. Тој го знае до најситниот детал, тој знае секој шрафче каде стои, тој знае како автомобилот дише, знае како треба да функционира. Господин Форд, создателот на автомобилот Форд, кој што го носи неговото име, најдобро го познава. Исто така и со нашиот создател. Тој најдобро те познава тебе. Тој те сознал, тој знае како дишеш, тој знае ни што минуваш, тој е сезнаечкиот Бог. Ова е уште една особина која што е благослов за нас. Како што зборуваше Јуле на почетокот. Замислете, ние го имаме Бог кој што го има совршеното знаење и прашање дали ние ја користиме таа привилегија. Бидејќи да го имаме всезнаечкиот Бог за наш пријател, тоа значи дека го имаме најдобриот советник, тоа значи дека го имаме оној со вршено знаење и мудрост и можеме секогаш да ја побараме од него. Колку е прекрасно да го имаш најпаметниот пријател до тебе. Ние сме сега во ерата каде што имаме експанзија на информации. Тие ни се на дофат на рака. И за нас последните неколку месеци една од најголемите чуда, знаете ли кој е? ChatGPT. Ние сме воодушевени колку ChatGPT може да знае се. Дури кога пишуваш и за тебе нешто, тој дава информации, свелиш, како бе знае се. Овој ChatGPT нема нешто што не знае. Зашто и да ние право сега одиме се научивме, го прашуваме ChatGPT. Ама ChatGPT не знае се. Верувајте, колку и да е паметен, колку и таа вештачка интелигенција да ги собере информациите од целиот свет, не знае се. Пред неколку недели му пишав баш да го проверам на ChatGPT, викам, кажи ми нешто за Горан Илиев од Неготино. И тој почна да ми набројува, пишува реченица, Горан Илиев е пастор на Евангелска црква Неготино, тој е таму преселено таа и таа година, служи во Неготино, проповеда, оженете и вика и има 3 деца. И јас го читам, викам, чека, четвртото каде? Сега и кажав на Даниела, се чудиме, ај прво што не погоди дека има 4 деца, се чудиме кој од 4 го испуштил. И барав да ми ги наведе по име, кој 3 деца, не знаеше и тоа да ми го каже. Затоа што ChatGPT да е програма која што истражува, ако некаде е наведено на интернет како јавна информација, ChatGPT ја зима и ви ја пласира. Но ChatGPT не знае се. Плюс ChatGPT е подложен на грешки и затоа секогаш кога го испитувате ChatGPT и пишува дека треба да ги проверувате информациите и изворите, бидејќи понекогаш ChatGPT може да си измисли нешто. Може да измисли нешто што не постои. За разлика од ChatGPT, ние имаме Бог кој што знае се и кој што е наш советник. Тој вели дека секогаш кога имаме потреба од некаква мудрост, ако читаме на едно место
Во Јаков 1 глава вели, ако некому од вас му не достига мудрост, нека ја одмоли од Бог кој има да им даде на сите. Така да, секогаш кога ние имаме потреба од мудрост, ние можеме да се обратиме кај нашиот Бог, кој што е сезнаечки Бог. Зошто ја ставив оваа слика? Постарите ќе се сетите на квизот кој сака да биде милионер. Во наше време беше популарен пред некаде 10 на 15 години. Интересно за овој квиз беше што кога нешто не знаете, имате 3 опции. Можете да побарате од 4 можни опции, 2 да се отстрнат, и тоа се викаше пола-пола, и тогаш ви е полесно да дојдете до одговорот, да погодувате. Втората опција беше да ја прашате публиката, и третата опција беше повикај пријател. Да. Ние имаме третата опција во секое време, со тоа што нашиот пријател што можеме да го повикаме е сезнаечкиот Бог. Кога ние треба да се повикаме на опцијата повикај пријател, на кого се повикуваме? Дали одиме на тоа да ја прашаме публиката, ај ќе видиме, ќе прашувам додека не слушнам она што мене ми одговара, или кога одиме на опцијата повикај пријател, ќе се свртиме кон Бог и кажеме Боже, зборувај ми, не знам што да правам. Навистина ми треба мудрост, ми треба да донесам важна одлука, сакам ти да ми зборуваш, сакам ти да ми кажеш што да правам. И знаете што, интересно и жално е што многу пати ние дури како христијанин не се восползуваме од оваа трета опција, која што треба да ни биде всушност прва опција. Не се восползуваме од тоа што го имаме сезнаечкиот Бог на располагање, јако вели кој му не достига мудрост, нека е бара од него, бидејќи тој има во изобилие, тој не ја штеди неговата мудрост, спремен е да ни даде на сите, само ако побараме. Па многу пати искрено, иако го имаме на располагање сезнаечкиот Бог, знаете ли ние како си размислуваме? Многу пати мислиме дека знаеме подобро од него. Си велиме, јас знам во оваа ситуација како е најдобро. Знам, Бог таму во Библијата пишува, нели, не лажи, или Бог пишува не прави ова, или пишува направи го она. Ама Боже, во оваа ситуација ја мислам дека подобро е ја како што мислам. И многу луѓе така мислеа дури и во Библијата. Ќе погледнеме, еве овие денови го обработуваме прва книга Мојсеева Битие и го обработуваме случајот на Аврам и Сара. Бог му вети на Аврам дека ќе му даде син преку Сара. Ама Сара дојде до заклучок дека таа знае подобро. Таа си размисли, остај што зборува Бог, јас имам друго подобро решение. Таа му предложи на Аврам дека треба тој да легне со незината слугинка Агара и на тој начин таа ќе добие наследник. И таа сметаше дека незиниот план е подобар, помудар, и за жал подоцна, еве дискутиравме во четвртокот, подоцна заради тој човечки план кој што сметаме дека е подобар, се изроди еден куп проблеми. Се појави љубомора, се појави гордост, се појави завист, се појави кај Сара, се појави едно злобно срце, па почнува да и прави лошо на Агара, така да се појави еден куп проблеми. Понатаму од синот на Агара излегоа понатаму народи кои што беа непријателски настроени кон Израел, и за кој што имаше пророштво дека тој ќе биде, или неговиот народ што ќе произлезе ќе биде како диво осле и ќе се дига против сите народи и сите против него. Замислете што се произлезе само затоа што понекогаш ние решаваме дека сме попаметни од Бог и нашиот избор е подобар. И тоа не е единствената ситуација. Имаме ситуација кога Исав, иако првороден му беше ветено тоа првородство од Бог, тој сметаше дека сепак е попаметно првородството да го трампа со леќа. И во една прилика кога беше гладен, Јаков му рече, ќе ти дадам да јадеш од леќата, ама ако ми го дадеш првородството. И тој рече, што ќе ми е првородство кога јас ете умирам од глад. Дај ми ти леќа, првородството не ми треба. Тој сметаше исто така дека неговата одлука е попаметна од Божјата. Имаме ситуација кога исто така цар Саул, кој што беше избран за цар, Бог преку пророкот Самуел му даде строго јасни упатства што да направи со непријателот и со запленетото кога тој отиде во војна.
Но Саул сметаше исто така дека е попаметен од Бог и тој реши да задржи од запленетото и реши да не го уништи непријателот и затоа тој го загуби своето царство и го загуби ветеното од Бог. Еве, во сите овие случаеви, понекогаш ние како луѓе сметаме дека сме попаметни од Бог. Бог ни ја дава сета мудрост, дури ни ја дали во Словото Божие, ние многу пати ја читаме, ама си велиме за ова нешто, во овој случај мислам дека јас имам попаметно решение Божие. Бог вели да не се занимаваме со пороци, бидејќи тие ќе ни го уништат животот, ама ние се викаме, Господе, ама во овој случај мислам дека нема ништо страшно, не ми штети на мене, нели, помалку да уживам во тој порок. Јас можам да го контролирам, можам да престанам кога сакам. Кога сакам можам да престанам да пушам, кога сакам можам да престанам да се коцкам, мене не ми штети, ова ми е добро, така да не е проблем. Или Бог ќе ни каже да, нели, да не вршиме прељуба, да не одиме по други жени или обратно, ние си велиме, Господе, ама нема ништо лошо во тоа нешто. Нели? И на неа е срекно, и јас сум среќен, убаво ние нема ништо лошо во тоа, нема никаков проблем. И ние мислиме за сите овие случаи дека сме попаметни од самиот Бог. И кога проблемите ќе дојдат, тогаш најчесто Бог го обвинуваме. Има една изјава која што скоро ја видов на интернет. Еден човек вели ние најчесто го обвинуваме Бог за проблемите за кои што обично дошле во нашиот живот затоа што не сме го слушале Бог. Да, ние не го слушаме, проблемите ќе дојдат и после викаме Боже, ти си крив. Или каде си Боже да ме вадиш, те нема. Адам не научи на тоа. Да. Жената што ти ја даде. Е токму затоа не треба да мислиме дека сме попаметни од Бог, бидејќи Бог знае се. И затоа не треба да се обидуваме да се криеме како Адам и Ева, како што кажа Диме, бидејќи Адам и Ева кога сгрешија тие се обидуваат да се скријат, се обидуваат гревот да го стават под тепих. И кога Бог одеше и велише Адаме каде си, тој вели се скрив. Зошто се скри Адаме? Зашто сум гол. А од каде знаеш дека си гол? Јадев од тоа дрвото што ми кажа да не јадам. Гледате, Адам се криеше затоа што чувствуваше вина, ама тој мислеше дека ќе ја скрие вината од Бог. Мислеше дека може да се скрие Бог да не дознае што направил. Или да не бидеме како Ананија и Сафира, кои што се обидоа да го излажат Бог и затоа платија со живот. Тие си решија да направат една измама и пред апостолите кога дојдоа, тие кажаа лага. Но знаете што им кажа Петар? Зошто го лажете Светиот Дух? Вие не излажавте човек, туку се обидовте да го излажете Бога. Гледате, тие се обидоа Бог да го излажат. Можеш ли Бог да го излажеш? Да не бидеме исто така како фарисејот, кој што кога се молеше, се обидуваше да го импресионира Бог, да го заблуди. Тој велеше, фала ти Господе што не сум како овој даночникот. Фала ти мене ме знаеш ја колку сум добар, Господе. Леле Боже, јас давам, помагам на сите, јас давам десеток. Фала ти Господе што не сум јас грешник. Јас сум толку добра душа. Мислите ли дека Бог беше импресиониран од неговите зборови? Зар Бог не го знаеше неговото срце? А до него стоеше еден друг човек и тој само се каеше и велеше, Господе, прости ми на мене грешникот, и не сакаше ни главата да ја подигне кон Бог затоа што се чувствуваше недостоен. Исус вели овој вториот си замина оправдан, а првиот не. Зошто првиот не си замина оправдан, иако кажуваше многу сладка молитва? Затоа што таа молитва беше празни зборови, обид да го импресионира Бог, но не беше вистина. Подобро кажи му вистината на Бог. Ако си сгрешил, дојди пред Бог со твојот грев, тој се едно го знае. Кажи, Господе, сгрешив, прости ми. Да, Боже, вчера не правив нешто што треба, направив нешто погрешно. Не знам, излажав, украдов, направив нешто друго што не треба, оговарав, прости ми, Господе. Тоа е мојот греф и помогни ми веќе да не го правам. Помогни ми да се променам. Ако дојдеме пред Бог искрено, како што вели апостол Јован, ако дојдеме и го исповедаме нашиот греф, тој е верен и праведен да не очисти од секаква неправда. Запомни, се мудриот Бог. Тој сака да ти биде пријател и тој ти ја нуди на располагање неговата мудрост. Дојди и побарај ја. Еве тоа е третата особина или третиот атрибут на Бог, дека Бог е сезнаечки Бог. И сега стигаме до
четвртата, а тоа е дека Бог е суверен. За некој од вас можеби овој збор е малку нејасен. Што значи тоа дека Бог е суверен? Еве ќе прочитам според речникот кој што го има кај нас, дефиниција за суверен во нашиот лексикон. Овде пишува дека се објаснува како носител на врховна власт, неограничен владетел, најголем или највисок по ранг, ненадминлив, самостоен, неприкосновен. Да си суверен, тоа значи, кажано народски, дека нема никој над тебе. Ти си на врвот, на никој не даваш сметка, на никој не даваш отчет, ти си неприкосновен. Не мора на никој да му се правдаш, не мора од никој да бараш одобрение, не мора да зависиш од никого. Тоа значи дека си суверен. Овој збор, кога зборуваме за суверен, во овој контекст е за личност. И затоа кога зборуваме за суверен Бог, читаме во Псалм 103 вели: Господ го поставил својот престол на небото и со царството негово владее над се. Тоа значи дека тој е врховниот владетел. Тој владее над се, никој не владее над него. Тој е суверен Бог. Пред ден или два, кога беше во петокот, Кралски извидници има свое годишно собрание, има состанок и бира нов национален командант. На шега јас велам, ова ми звучи како на времето кога беше врховен командант, нели, Тито. Нели, но сега е национален командант и избра нов национален командант. И тој национален командант, тој ја има сега, го има мандатот, го има власта да одлучува, да реагира на национално ниво, на сите одреди, значи тој е над останатите водачи во извидници. Но и тој не е суверен, бидејќи над него има некого. И тој зависи од него, и тој дава отчет на некого. Затоа, во овој случај, ние луѓето ја немаме целосната сувереност, но кога зборуваме за Бог, Бог е целосно суверен. Дури во книгата Откровение вели, на неговата наметка и на неговото бедро вели беше напишано име: Цар на царевите и Господар на господарите. Значи, тој е цар над сите останати цареви. Кој владетел да го спомнете на овој свет? Да го спомнете најмокниот владетел, најмокниот председател, тоа можеби ќе е Доналд Трамп, можеби ќе зборуваме за Елон Маск, кој што е најбогатиот, или за било кој друг што е на позиција, вели Бог е и над него. Значи, ниеден од земните цареви не е во таа смисла независен. И тие треба да дадат отчет пред Бог. Затоа овде вели Бог е цар на царевите. И еден ден секој, пишува во Откровението, секој цар својата круна ќе ја положи пред круната на небесниот цар. Сите на него ќе му се поклонат, сите на него ќе му дадат отчет. Дека Бог е суверен Бог, тоа значи дека тој исто така е независен од никого. Нема потреба од наша помош. Има една шега, еден виц, некоја мува застанала на грбот на некој слон кој што си лежал. И по некое време слонот се здрвил, малку се поместил и мувата му вика на слонот: ако ти тежам, да се тргнам. Може да си предпоставите колку една мува може да му тежи на слонот. Во таа смисла, колку ние можеме со нешто да го условуваме Бог или Бог да зависи од нас. Бог е суверен Бог. Овој збор суверен го користиме често пати и во контекст на државите. Знаеме да кажеме дека некоја држава е суверена држава. Македонија е суверена држава. И тоа е другото прашање. Бидејќи кога за некоја држава велиме дека е суверена, тоа значи дека таа е самостојна. Сама одлучува, само управува и потполно е независна од другите држави. Но во пракса малку држави се суверени во таа смисла. Бидејќи често пати Македонија чека што ќе ја кажат од надвор за некаква одлука. Чека од западот за нешто дали ќе ни одобрат. Па за нешто дури знаате да ни кажат нема така да одлучите, ќе биде обратно. И ние сакале не сакале послушуваме. Многу пати по прашање на ресурси сме независни. Чекаме некакви грантови, чекаме некоја помош,
чекаме финанси и со тие финанси потоа сме уценети за какви одлуки ќе правиме и во кој правец ќе одиме. Затоа ние на теорија сме како држава суверена држава. И така не учат во школото, но на пракса да бидеш суверен значи да не зависиш од никого и никој да не ти се меша во твоите одлуки. Тоа го прави единствено Бог. Затоа Бог е суверен Бог. На Бог, на никој на него не може да му диктира што тој треба да прави, никој не му наложува, никој не може да му нареди на Бог. Никој не може да го уцени, ниту пак тој зависи за своето постоење, за своето обстојување, зависи од нашите извори. Ние му велиме, слушај Боже, или ќе ја слушнеш мојата молитва, или ако не, од сега натаму не се собираме на црква, не ти доаѓаме. Да знаеш и има да плачеш, ќе не молиш. Или ќе ти ги секнеме изворите, веќе не ти носиме храна, па ќе трпиш за глад. За леп ќе трпиш. Не можеме да го уцениме Бог, тој е суверен Бог. Сега, суверениот Бог, кој што е врховен, цар над се, кој што управува со се, тој не е диктатор. Ова е важно да го знаеме. Кога човекот ја има врховната власт, она што често пати, за жал се покажало низ историјата е, нас луѓето врховната власт или апсолутната власт апсолутно не корумпира. Кога на некој човек ќе му дадеш огромна власт, што се случува за кратко време? Ние велиме, не беше таков човекот, се расипа човекот. Види го види го каков е. И ние знаеме да кажеме, се расипа човекот, додека си беше обичен човек, нели, беше и пријатен, и љубезен, отворен со сите. Гледај сега го ставивме на позиција, не можеш со него да разговараш, па одозгоре и те уценува, па и ти наредува, ти се заканува. Зошто? Затоа што кога ние ќе осетиме власта, ние велиме, сега има да видат другите, сега има да и се одмаздам, сега има по нив да удрам. И ние тогаш сакаме да покажеме кој сме. Но кај Бог не е така. Бог има врховната власт и повторно тој не сака да биде диктатор. Погледнете, тој на мене и на тебе ни дал слобода и покрај тоа што е Бог ни дал слобода дури и да грешиме. Тој рекол, да, јас сум твој Бог, но ако ти одлучиш да правиш поинако тоа што сум ти го кажал, прави го. Ке сгрешиш, да, но јас ке ти ја дадам слободата да грешиш. Ке ти дадам слободата да одлучиш дали сакаш да ја вршиш мојата волја или сакаш да си тераш по своја. И Бог сака ние со нашата слободна волја да го препознаеме како суверен Бог, да го препознаеме како наш владетел. Затоа во молитвата Оче наш, ја спомнувавме скоро на националната богослужба, пастор Сашо зборуваше за неа. Една од фразите кои што е во молитвата Оче наш стои, Сашо баш спомна, вели, молитвата Оче наш треба да ја знаеме како Оче наш, нели? Тоа значи треба да ја знаеме добро. И ако знаеме добро, таму пишува на едно место да биде царството Твое, да биде волјата Твоја. Ние треба да ја бараме неговата волја во нашите животи. Тоа значи, ние секој ден треба да се трудиме не да биде по мое, Господе, како што јас сакам, него сакам Ти да бидеш владетелот во мојот живот. Сакам да ја спроведувам Твојата волја. Тоа значи да дозволиме суверениот Бог да владее во нашите животи. Но најчесто ние живееме обратно. Најчесто ние си ја спроведуваме својата волја. Во тој случај ние не го препознаваме Бог како врховен владетел. Најчесто ние си живееме по наше. Некој човек кој што бил неженет, кој што се молел за сопруга, рекол, Господе, нека биде волјата Твоја, ама нека биде Мара. Да. Пак ја да ти сугерирам, нека е Твојата волја, ама Мара да биде, ако може не ја изберија. Дури понекогаш ние сме изнервирани во нашиот живот кога нешто не ни оди добро, кога нешто не се случува што треба или некаква несреќа, ние најчесто го обвинуваме Бог затоа што мислиме дека Бог во се меша. Ке возиме пијани, ке доживееме сообраќајка и кажеме, каде е сега Бог тука да ме заштити? Зашто Бог го дозволи ова нешто? Еве го овој Бог, усе ми се меша. Нема право тој да ми се меша на мене. Но всушност Бог одозгоре само може да ти каже, јас оставив
ти да тераш како што сакаш. Јас сум ти кажал да не пиеш, ти пиеш, си направил несреќа, одговорноста е твоја. Затоа суверениот Бог не е диктатор. Пред некој време разговарав со еден човек кој што решил да си започне своја црква и го прашав од која причина, иако црквата во која што бил, нели, убаво му било се, и тој вели, затоа што не сакам на никој да давам сметка. Сакам да си имам моја црква и таму ја да сум главен и на никој да не давам отчет, на никој да не давам сметка. А во црквата во која што бил требало да дава отчет, нели, на пасторот или на некој што е над него, на старешините. Ова е многу погрешен мотив да размислуваме како да правиме одлуки во животот. Бејќи ние секогаш на некого треба да даеме сметка. Во крајна сметка даваме сметка на Бог. Затоа не е погрешно да бидеш отчетен, не е погрешно да препознаеш дека некој има над тебе. Тоа те држи тебе одговорен, те држи да живееш исправно. Кога ти мислиш дека на никого не мора да даваш сметка, тогаш почнуваш да грешиш. Нели е така? И кога луѓето во животот, во светот, кој ќе видиме дека прават нешто што не е како што треба, и му речеме, бе, зошто така правиш? Зошто го правиш ова, не е исправно? Знаете ли најчесто кој е одговор? Ја на никого не давам сметка. Најчесто тоа се луѓето кои што тргаат по погрешен пат. Затоа да препознаеме дека Бог е суверен Бог, значи да препознаеме дека тој има право во нашите животи да ја спроведува неговата волја. Дека ние решаваме доброволно да му се покориме и да го препознаеме како врховен владетел, да кажеме, да Боже, ти си суверен Бог, јас сакам да владееш и во мојот живот. Впрочем, ако погледнеме во Библијата, апостол Павле ни кажува дека ниеден од нас не е во целосна смисла слободен и независен. Да не се лажеме. Кога ние велиме на никого нема да давам сметка, тоа не е вистина. Или јас сум слободен човек, ќе правам што сакам. Апостол Павле на едно место вели, ако читаме во Римјаните 17 глава, вели на кого му се покоруваме, на тај сме му робови. Вели, или ќе се покорувате на гревот и станувате робови на гревот, или ќе се покорите на Бог за послушност и за живот вечен. Одлучи на кого сакаш да се покориш. Мол? Во Римјаните 7 глава 16 стих. Апостол Павле овде само ни дава избор на кого можеме да се покориме, избор на кого ќе одлучиме. Не можеш да бидеш целосно независен. Ако решиш да не се покоруваш на Бог, знаеш која ти е втората опција? Ќе станеш роб на гревот. Луѓето во овој свет кои што велат јас на Бог не се покорувам, јас живеам како што сакам, се лажат. Најчесто тие луѓе се робови на гревот. Сите тие што сметат дека се слободни и не дават на Бог сметка, ќе ги видиш покасно станале наркомани, станале коцкари или станале, не знам, робови на некоја друг вид зависност, но во секој случај тие робуваат на гревот. Затоа што тие мислат дека на никого нема да дават сметка. Сега, суверениот Бог, иако не е диктатор, тој нема да дозволи безредие. Тоа што Бог не е диктатор, тоа не значи дека Бог ќе дозволи хаос во овој свет бесконечно. Нема Бог да дозволи секој да си прави што сака, особено злото да напредува. Затоа Библијата ни кажува дека Бог ќе стави крај на гревот на беззаконието. Ќе дојде ден кога Бог ќе ги суди сите кои што тргнале по патот на беззаконието. И на крај неговите непријатели ќе бидат покорени и ќе бидат казнети. Дури во Библијата пишува дека ќе дојде денот кога секоја колено ќе се преклони пред Господ. Дури и неговите непријатели ќе признаат дека Исус е Господ. Затоа што ќе немаат избор. Ова значи дека нашиот Бог е Бог на редот. Тој вели, да, јас не сум диктатор, јас нема да ја наметнувам мојата волја, ама од друга страна, кога некој прави неправда, беззаконие и зло, ќе биде казнет. Нема да оставам безредието да оди во бесконечност. Сега, она што е добро за нас, е дека суверениот Бог сака да биде твој пријател. Бог е суверен Бог. Тој не зависи од никого и нема потреба од никого. Па сепак тој сака да биде твој пријател. Некој рекол вака, една изјава која што е парадоксална.
Вели, интересно е дека Бог сака да биде со човекот, иако нема потреба од него. А човекот не сака да биде со Бог, иако има потреба од него. Зар не е тоа парадокс? Бог нема потреба од нас, па сепак сака да биде пријател со тебе и со мене. Тој ужива во времето поминато со тебе. Тој те сака и сака да ти дојдеш кај него и да разговараш со него. Тој сака да поминува време со тебе. Па сепак ние многу пати сметаме дека немаме потреба од Бог. И многу пати го игнорираме. Бог, иако е независен, иако е суверен, тој одлучува многу пати неговите планови да ги споделува со нас. Знаете ли? Ви се верува ли тоа нешто? Тој нема потреба да ни дава отчет на мене и на тебе. Па сепак слушнете што пишува Библијата. Пишува дека тој своите одлуки ги доверува на своите слуги. Аврам го нарече свој пријател и му ги откриваше своите намери. Пишува во Јаков 2 глава, 23 стих. Исус исто така учениците ги нарекуваше своји пријатели и споделуваше со нив. Вели, Господарот не им открива на своите слуги, но вели, јас ви откривам вам што ќе направам, затоа што јас ве нарекувам вас мои пријатели. Гледате, нашиот Бог одлучува, иако е суверен, да споделува со нас. И не само тоа, тој одлучува да не направи партнери за неговото царство. Тој одлучува да не вклучи во неговата мисија, во неговата визија. Тој решил црквата да ја вклучи во проповедање на Евангелието. Јас и ти да му помогнеме на Бог, замислите, за да може да се проповеда Евангелието. Иако тој нема потреба од нас. Тој можел да ангажира ангели, можел да го направи тоа на било кој друг начин, но тој решава да не употреби мене и тебе, да не ја споделиме радосната вест и да кажеме на овој свет за нашиот Господ Исус. Затоа прекрасно е кога суверениот Бог сака да дели со нас. Тој сака неговата власт да ја подели со нас, неговото царство, неговите намери и планови. Тој сака неговата природа, неговото постојање, неговото присуство да го сподели со нас. И тој сака да ти биде пријател. Еве тоа е доброто кај нашиот Бог. И тука ќе завршам за денеска. Може да се исправите